Ова воопшто не е изненадувачки. Оваквиот начин на пренесување на болеста и она што го гледаме во процент, односно во број на ново заразени, е нешто што го очекувавме и на што предупредувавме во изминатите 2 месеци. Делта варијантата беше варијанта во која што не се веруваше. Не се веруваше дека воопшто ќе дојде тука. Меѓутоа тоа беше враќање на почетокот на пандемијата. Кога ги имавме оние први случаи на коронавирус од Кина, сите бевме убедени дека тоа нема воопшто никогаш да стигне до нас, меѓутоа се случи сосема спротивно. Исто се случи сега и со делта варијантата која што ни дојде од Индија. И можеме само да очекуваме дека бројките во наредниот период значително ќе се зголемуваат. Дали ќе бидат толку високи, односно дали ќе бидат 1500 до крајот на месецот, не можеме со точност да кажеме. Меѓутоа знаеме дека е двојно повеќе пренослив вирусот, дека прави двојно повеќе инфекции, односно симптоматска форма на болеста и дека хоспитализациите се зголемени за 2 пати. Така да имаме ситуација во која што се што го имавме како искуство до сега ќе се дуплира. Колку делта варијантата е опасна, какви симптоми дава со оглед на тоа дека доктори од Тетовската болница веќе јавно кажаа дека се поголем број млади луѓе завршуваат на кислородна поддршка во Тетово? Да, дефинитивно постои едно разидување во однос на мислењето дали оваа делта варијанта дава потешка симптоматологија во однос на алфа варијантите и претходните варијанти, или дали е таа клиничка слика идентична како на претходните варијанти. Меѓутоа, со оглед на тоа, како што и вие споменавте, дека бројот на оние кои што се на возраст помеѓу 18 и 49 години е всушност онаа возрастна група која што сега речиси двојно пати повеќе бара хоспитализација отколку порано, укажува на тоа колку лесно може таа варијанта да го инфицира организмот и да направи нарушување на имуниот систем и да предизвика тешка форма на болеста. Овој трет бран кој што е во процес на создавање ќе биде сериозен тежок бран кој што ќе трае според моите очекувања подолго од вообичаено и подолго од претходните бранови кои што ги имавме, затоа што ќе се врси периодот на летните месеци заедно со периодот на студените есенски месеци кога ќе треба да бидеме и поголем дел од времето во затворени простории. И оваа варијанта ќе биде сериозен предизвик со кој што ќе треба да се соочиме, не само од аспект на тоа како клинички ќе ги третираме пациенти, така ќе биде тешко, затоа што искуствата кои што ги гледаме од останатите држави укажуваат на тоа дека навистина можно да има тешки форми на болеста, посебно кај помладите. Дури мислам дека имаше информација од инфективната клиника, меѓутоа би требало да ја земеме со резерва дека од 25 хоспитализирани пациенти, 5 се веќе во тешка клиничка состојба и тоа е многу висок процент на пациенти кои се наоѓаат во тешка клиничка состојба. Дали можеби требаше да се ограничи или да се регулира барем влезот на границите пред да ни влезе делта варијантата во Македонија, или иако сега се воведат превентивни мерки, тие сепак ќе дадат некаков резултат? Не знаеме каков ќе беше ефектот од воведувањето на ПСР контролен тест на границите, иако тоа пред речиси неколку недели го препорачавме јас и уште неколку колеги во однос на тоа да се контролира влезот од земјите каде што имаме висок ризик, односно поголема трансмисија на делта варијанта, но меѓутоа тоа не се заврши. Не можеме сега да го споредуваме нешто што не е завршено, немаме податоци во однос на тоа. Превентивните мерки треба да бидат внимателно дизајнирани, затоа што треба да се запазат сите аспекти на нормалното живење. Се уште оваа бројка не е висока, меѓутоа тенденцијата е да стане реално многу висока, дури според некои очекувања. Таа бројка може да надмине и 2000 случаи во текот на едно денонокие и тоа би било навистина сериозен број кој што би бил удар за здравствениот систем, затоа што и оние капацитети кои што ги имавме во претходниот бран кога беше алфа варијантата доминантна, нема да бидат доволни за хоспитализација, особено поради фактот што двојна поголема хоспитализација кај делта варијантата. Овој бран дефинитивно ќе биде доминантен бран во кој што ќе најмногу ќе бидат застегнати невакцинираните случаи. Во однос на тоа колка е опасноста да бидете инфицирани, да бидете еден дел од тие бректру случаи каде што ќе има пробивање на вашиот имун систем, можеме да кажеме дека можноста за инфекција на целосно вакцинираните е 8 пати помала од можноста за инфекција кај невакцинираните. Не постои таргетирана терапија, лек кој што ја таргетира оваа болест толку добро и толку добро може да ја превенира и да ги спречи негативните последици од неа како вакцината.